сите пратеници да подлежат на наркотест. По скандалот со пратеникот Павле Богоевски, осумината од независната група на ВМРО ДПМНЕ, со иницијатива бараат собранието да овозможи доброволно тестирање за употреба на наркотични средства. Според нив, не само народните избраници на ваков тест треба да подлежат и носителите на сите јавни функции. Сите пратеници доброволно да направат тест за злоупотреба на наркотични средства. Бараме собранието во понеделник да овозможи услови и лекарски тим кој ќе може ова да го спроведе. Воедно, предлагаме и другите политичари, актуелни и поранешни функционери, обвинители, градоначалници и советници да ни се придружат во намерата и на нашите граѓани да им дадеме добар пример во борбата против употребата на наркотични средства. Стои во соопштението од пратеничката група. Иницијативата стигна и во Собраниската архива, ама спикерот Џафери нема да ја процесуира, оти немало правна основа за тоа. Во законот за пратеници во деловникот и уставот нема правен основ според кој председателот на собранието би можел да ја реализира иницијативата. Инаку иницијативата доаѓа по скандалот со аудиоснимката која Богоевски ја потврди како автентична, за која се правдаше дека не нарачувал опојни други, туку масло од канабис. Вчера и колегите од мнозинството најавија иницијативи за легализација на марихуаната, а од УИ пак најавија и ветинг, односно контрола за секој пратеник или функционер во користењето на наркотици. Пратеникот во полиција поднесе пријава и против таксистот за кој тврди дека го снимал. По признанието на социјалните мрежи, Павле Богоевски денеска не сакаше да даде изјава за медиумите. Вчера обвинителство преку соопштение се изјасни дека ќе чека известување од МВР за да постапи по пријавата на Богоевски за неовластено снимениот разговор, како што тврди пратеникот. Министрот Спасовски пак вели дека тоа што Богоевски е пратеник не го прави привилегиран, туку напротив му носи поголема одговорност. До тогаш мора ќе истражува снимката во која Богоевски договора купување на наркотични средства и ќе утврдува дали е сторено кривично дело.